Добро вечер. Секој си ја пишува својата собствена историја, својот животен пат што самиот си го одбрал. За мојот вечерашен соговорник, кога ќе дојде време, мислам би било поарно тој самиот да си ја пишува својата биографија, отколку тоа мазохистичко задоволство да им го препушти на други. Контроверзен од прапочетокот на неговата појава во политиката, од љубимец на своите партиски шефови во ВМРО ДПМН до нивен луд политички конкурент и противник. Од влијателен министер и надежен партиски кадар за невисоки државни функции до отфрлен и обвинуван за предавство на партиските идеали. Љубе Бошковски, председател на Обединети за Македонија. Со него, во овој пресник, не оспорувајќи го, ќе спорам. За тоа дали, кога и каде се прекрши, од која политичка раскрсница го напушти до тогашниот и се упати по свој нов автентичен политички пат. Или пак, тоа го сторија неговите дотогашни партиски собраќа, а тој остана верен на својата изворна идеолошка матрица. Со Љубе Бошковски, од тврд македонист до посветен компромист и од убеден националист до упорен космополит. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Татковината по Хаг. Што оставивте, на што не идовте? Па за жал, животот, како што и кажавте во најавата, е контраверзен и како филозофска категорија. Јас поминав едно хашко, имав и предхашко и после хашко време. Она што го оставив пред да заминам во Хаг, ограден во шевенингенските жици, најдов на една Македонија, патувајќи, комуницирајќи со луѓето во овие 2,5 години од моето враќање, ја најдов Македонија оградена со една жица. Македонија заборавена, Македонија напуштена, Македонија која нема буквално никакви шанси, Македонија во која мора да ги донесеме суштинските промени, Македонија во која ништо во овие 20 години не се движи напред. Сигурно дека тоа не ме направи среќен и дека тоа е еден од главните мотиви што го одредив својот пат, оној автентичен ВМРО-вски пат, пат по кој заедно тргнавме пред 20 години, но за жал многу од изворните ВМРО-вци, од оснивачите на ВМРО, оние кои го возобновија ВМРО преку ВМРО ДПМН, ги гледаме напуштени, ги гледаме по тој пат оставени од своите, како што вие ги нарековте, така наречени партиски шефови, од кои ние градевме митови и легенди. Да, јас ги нареков само шефови, вие додадовте така наречени, но резигнирани сте, разочарани сте. Вие од партијата, од вашите поранешни сопартици или тие од вас? Што мислите, колку се тие од вас разочарани? Во овој миг воопшто не е тоа прашање интересно кој од кого е разочаран. Ние ако сериозно мислиме да им помогнеме на Македонија, и ако ние сериозно сакаме да се вложиме како политичари и да ги донесеме конечно промените, оние суштински промени, тоа прашање е релевантно. Сега е во прашањето дали ние, дали Љубе Бошковски како политичар и како лидер на, би рекол, на најмлада политичка партија, иако со политичко искуство од повеќе од 20 години, можеме нешто да направиме подобро. Ние гледаме дека 20 години продефилираа различни политичари. Ги гледаме дури некои повторно сакаат да се вратат на местото на некогашната нивна позиција. И безсрамно како хиени сакаат да се нафрлат на Македонија и да доограбат она што не успеја во овие 20 години. Не ги познававте тие луѓе за кои зборувате како такви пред да Па заминете? ги познавав и ако ја вратиме меморијата наназад, ќе го видите Љубе Бошковски, ќе го видите и во некој дел не се согласувам со вас дека јас сум се променил. Мене времето ми наметна ситуација да морам да го бранам суверенитетот на мојата Македонија. Морав некогаш да повлечам потези кои не беа спремни и способни во тоа време луѓето кои ги вршат државните, најодговорните државни функции од председател, премиер и така натаму, председател на собрание. Јас
тие одговорности ги превземав врз себе. Така. Јас Јас само го гласно- кажав историското не и на Солане, и на Роберсон и така натаму. Јас бев свесен дека ќе платам цех, но секогаш сум спремен да платам цех за Македонија. Јас само гласно прашав кој кого разочара, некој... Не, воопшто не се оптеретувам не е тоа со важно. разочарувањата. Многу шокантно, многу гласови собравте, за многу мина шокантно на председателските избори како председателски кандидат. А од друга страна, Бошковски, вие како да немате политички пријатели, не комуницирате или не контактирате со ниедна политичка партија. Сам сте во политиката со своите симпатизери, членови и приврзаници? Да, видите, прво не се согласувам дека јас немам пријатели во политичките партии. Аз апсолутно имам пријатели во политичките партии и самиот податок што дневно преоѓаат многу од разни политички партии, од разни политички провиненции, луѓе кои досега не биле политички определени, доаѓаат во и ја препознаваат стожерната политичка сила во овој момент, а тоа се Обединети за Македонија, зборува дека јас имам пријатели, но не можам да имам пријатели во луѓе кои имале шанса, кои можеле да ги донесат промените во Република Македонија. Не можам да гледам политички пријатели во лидерите на политичките партии во Република Македонија кои можеле, кои требале да знаат и ја добиле довербата од граѓаните на Република Македонија, а денес ја гледаме Македонија со 40% невработеност приближно, 40% сиромаштија. Македонија во која после оваа толку фалена визна либерализација на господинот Груевски имаме 300.000 луѓе кои ја напуштија Македонија, од кои повеќе од 150 или 200.000 луѓе се вратија. Таква беше барајќи Македонија работа. и пред да заминете во Хаг? Македонија пред да заминам во Хаг беше исто во една тешка ситуација. Исто, да не го заборавиме, режимот на господинот Црвенковски, на таа групација во тој период, која ми ги смести сите игри и монтирани процеси за кои јас плаќав висок цех во мојот живот. Но тоа не е ништо колку што можам да дадам јас за Македонија. А колку што тие можат да земат од Македонија, видовме во овие 20 години. Приватизирана македонската економија на најкриминален начин, 90% од економијата. И можам ли јас од тие луѓе да влегувам во некакви коалиции, во Кој ви е некакви сега партнерства? поголем конкурент или политички противник, Бранко Црвенковски или Никола Груевски? Па, Бранко Црвенковски изгледа сака да биде симпатичен и да настапи апсолутна амнезија на македонската политичка сцена и да се со овој негов настап дека никогаш во Македонија не било така, и точно, но дека никогаш па не било добро во негово време, и тоа е Што точно. сакавте да кажете Сакам со да тоа кажам точно првото, дека немаат право, немаат апсолутно кредибилитет луѓето од типот на Црвенковски, Георгиевски, Груевски и сите досегашни премиери да помислат повторно да се вратат на македонската политичка сцена и да вршат одговорни државни функции. Имале шанса, таа шанса не е Бошковски, искористила. 2001-2002, Да. вие почнавте една турнеја по Република Македонија, Да. по неколку градови, главно Битола, Крушево, Прилеп, со паролата "Не даваме ни педа македонска земја". Тоа се однесуваше на албанците во Македонија, на, да речем, екстремните албанци. Што се промени? Сега станавте албанољубец, според вашиот вокабулар, настапите во јавноста, барате компромис. Љубе Бошковски во политиката не влегол од омраза, од осветољубивост, од желба, сега гледаме и бисери на македонската политичка сцена, од желба да бидам да јадам живи луѓе или да мразам луѓе. Основното уште од времето на големиот Гај Јулиус Цезар, ако сакате да се вратиме во историјата наназад, условот кога тој им се обраќа на сенаторите вели: во политиката треба да заборавите да бидете осветољубиви, да бидете парољубиви, да бидете луѓе кои ќе бидат и на некој начин и душебрижливи, бидејќи на тој начин вие си создавате непријатели. Јас во политиката не сум вратен за да им се осветам на некои кои ме одведоа во Хаг или ме дочека со овие пароли кои ги слушавме минатата година од господинот Груевски во неговата досега невидена на македонската политичка сцена кампања околу предавствата. Јас во политиката
сум влезен како човеколюбец и јас никогаш во мојот живот не сум мразел луѓе. А она што јас се борам против мафијата во државата, она што сум спремен да им објавам војна на криминалците во државата, тоа не е канибализмот на оние кои сега ќе јадат живи луѓе. Ќе дојдеме и до тоа околу политичка. Така, околу тоа е сега модерно деновиве, гледам и по вестите од изјавата на Заев. Вие 2001 ја преболевте. И ова не даваме педа македонска земја. Никогаш Љубе Бошковски, за разлика од Никола Груевски, кој даде хектари македонска земја, нема да даде педа македонска земја. И сум спремен повторно да ги поминувам сите сили и харидбини из мојот живот, но нема да дадам педа македонска земја и нема да го дадам името Македонија, нема да го дадам идентитетот македонски и се она што на овој така наречен патриотски тим, на оваа групација мала, им е тема главна во овие денови, пропагандистичка, дека тие тобоже се некакви патриоти. Па тие се спремни за грз злато, како Јуда да продадат околу земјата за која зборувате, земја. тоа помина преку собранието, значи таму имаше консенсус за таа размена на територија, ако на тоа мислите со Косово,